Почитувани представници на медиумите, гости од МЕПСО, како и представници на конзорциумот Siemens и Siscon. Добре дојдовте. Чест ни е што во владата на Република Македонија денеска сме домаќини на потпишување на договорот за ревитализација на трансформаторската станица Дуброво. Ги поканувам да се обратат Сашо Василевски, представник на МЕПСО, директорот, представникот на Siemens и Siscon Срдан Срдановиќ и во име на владата на Република Македонија вице-премиерот Кочо Ангјушев. Почитуван заменик председател на владата, господин Ангјушев, почитувани представници на ЕВОР, на компаниите изведувачи, консултантската компанија АЕФ, драги колеги и почитувани новинари. Денеска за МЕПСО е многу значаен ден, бидејќи започнуваме со еден инвестиционски циклус со проекти за ревитализација на повеќе трансформаторски станици и изградба на 7 нови далеководи ширум земјава, проект вреден повеќе од 50 милиони евра. Ова инвестициска ера ќе акронисаме со изградба на нов 400 киловатен далековод, со кој ќе се поврзат електропреносните системи на Македонија и на Албанија, што ќе биде прва електроенергетска врска меѓу двете држави, а воедно во овој проект меѓу двете држави, проект на Охрид и целиот југозапад на Македонија ќе добијат нова и мокна 400 на 110 киловатна трансформаторска станица. Денеска ќе склучиме договор за инвестиции во преносната мрежа вреден 4,6 милиони евра. Тоа е ревитализација на 110 киловатна постројка во трансформаторската станица Дуброво, чие значење ќе го осликам со тоа ќе кажам дека за таа постројка електроинженерите велат дека е срцето на македонскиот електропреносен систем. Целта ни е да замениме со нова опрема, што е во функција на веќе 40 години. Ревитализацијата значајно ќе подобри доверливата работа на електроенергетскиот систем. Дополнително и многу важно е тоа што овој проект ангажира и домашни ресурси, значаен дел од средствата што ќе ги вложуваме, ќе влезат и во македонската економија преку ангажманите на фирми, подизведувачи, снабдувачи и ангажманите на стручни лица од различни профили. Ние, како нов менаџерски тим, пред неполни 2 месеци го презедовме МЕПСО и затекнавме блокиран проект. Мако трпно работевме, влеговме со многу позитивна енергија и со стимул на стручните луѓе во компанијата кои беа ангажирани во овој процес. Со несобично залагање на сите од тимот на МЕПСО, дојдовме до овој момент, кога стигнавме до целта и акронисавме работата со потпис на договорот. Користам приликата во овој момент да им честитам на сите стручни лица од МЕПСО, на членовите на управниот одбор, воедно дозволете да се заблагодарам за поддршката на представниците од Европската банка за обнова и развој, на консултантите од реномираната швајцарска компанија АЕФ, особено на вице-премиерот Ангјушев, премиерот Заев, кој добивме голема поддршка во овој период за завршување на овие проекти. Во оваа прилика сакам да најавам дека наскоро ќе потпишеме договор за изградба на 110 киловатен долговод, што ги поврзува трансформаторските станици во Штип и во Пробиштип, што ќе биде значаен проект за зголемување на преносната мок на мрежата и за подобрување на доверливоста во снабдувањето со електрична енергија во источниот регион на земјава. На изведувачите сакам да им посакам успех во работа. Ви благодарам. Poštovani zamjeniče predsjednika vlade, poštovano rukovodstvo MEPS-a, partneri, predstavnici medija, dame i gospodo, dragi prijatelji. Velika nam je čast da danas Siemens u ime konzorcijom kompanija Siemens i Siscon potpisuje ugovor sa makedonskim elektroprenosnim sistemom operaterom MEPSO, čime označava početak značajnog projekta revitalizacije trafostanice 400 na 110 kV Дуброво. Почитуван заменик председател на владата, почитувано раководство на компанијата МЕПСО, партнери, представници на медиумите, дами и господо, драги пријатели. Голема чест ни е што денес Siemens во име на конзорциумот на компаниите Siemens и Siscon потпишува договор
со македонскиот електропреносен систем оператор МЕПСО, со што официализираме почеток на значаен проект на ревитализација на трафостаницата 400-110 киловолти Дуброво. Projekat revitalizacije trafostanice Dubrovo, koja je smešna u predgrađu grada Negotino, planiran je da traje 3 godine, a početak radova očekuje se početkom sledeće godine. Проектот на ревитализација на трафостаницата Дуброво, која што е сместена во предградие на градот Неготино, се планира да трае 3 години, а почетокот на работите се очекува да биде на почетокот на следната година. Ulaganje u infrastrukturu preduslovi za budućnost, a nakon 40 godina trafostanice Dubrovo izvršit će se zamena primarne visokonaponske i kompletne sekundarne opreme prilikom koje će se koristiti najmodernija tehnologija. Вложувањето во инфраструктурата е предуслов за иднината, а по 40 години на трафостаницата Дуброво ќе се изврши замена на примарната високонапонска и секундарна опрема, при што ќе се користи најмодерна технологија. Ovim nastavljamo niz do sada uspješno realizovanih projekata sa MEPS-om, kao što su trafostanice Štip, Petrovec, Tetovo 2, Skoplje 4, Skoplje 5. Stečno iskustvo i znanje sa ovih projekata stvorilo je uslove za realizaciju projekata na drugim poljima. Kao primer možemo navesti vetropark Bogdanovci, projekte u Kataru i projekte u Gani. Со ова ја продолжуваме низата на досега успешно реализираните проекти со МЕПСО, како што се трафостаниците Štip, Петровец, Тетово 2, Скопје 4 и 5. Стекнатото искуство и знаење од овие проекти создаде услови за реализација на проекти на други полиња. Како пример може да го наведеме ветропаркот Богданци, проекти во Катар и проектот во Гана. Veoma smo zahvalni ukazanom poverenju da primjenom najmodernije tehnologije u energetici doprinesemo stabilnom i pouzdanom radu elektroenergetske mreže Makedonije. Многу сме благодарни на укажаната доверба со примера на најмодерната технологија во енергетиката да придонесеме кон стабилно и сигурно работење на електропреносната мрежа во Македонија. Nadamo se uspješnoj saradnji u budućim projektima. Се надеваме на успешна соработка и на проекти во иднина. Добар ден, почитувани медиуми, почитуван директор на МЕПСО, господин Саша Василевски, почитуван представник на Европската банка за обнова и разбој, господин Франческо Корбо, почитувани представници од компанијата Siemens, Siscon, AF, почитувани дами и господа. Денеска, со подпишување на овој договор, сакаме да најавиме дека владата на Република Македонија ќе почне да ги спроведува своите агресивни политики во инвестирањето во енергетиката, која што цениме дека треба да биде еден од основните столбови за развојот на економијата во Република Македонија. После овој проект ќе најавиме низа други проекти кои што ќе бидат во делот на енергетиката, која што е еден од столбовите во капиталните инвестиции во рамките и во работата на владата на Република Македонија. Како што најавивме и претходно, владата нема да се меша во креирањето на компании и во креирањето на нелегална конкуренција. Владата во својот капацитет ќе работи на капиталните инвестиции, ќе работи на енергетиката и ќе работи само на креирање на политики за економски раст. Пред извесен период од неколку недели, тука ги најавивме економските политики, денеска со овој настан ги отпочнуваме инвестициите во енергетскиот сектор. Средствата кои што се наменети за овој проект се обезбедени од страна на Европската банка за обнова и развој, значи грант од West Balkan Investment Fund и собствени средства на МЕПСО. Од 4,6 милиона евра, само 1 милион евра се собствени средства на МЕПСО и 1,6 милиони евра се кредит од Европската банка за обнова и развој. Останатите средства се од Western Balkan Investment Fund. Јас им честитам на сите учесници во овој проект за досегашната, значи, ангажираност во истиот и се надевам дека тој ќе биде соодветно имплементиран, поготово што станува збор за една значителна точка во енергетскиот систем во Република Македонија, како што кажа и директорот на МЕПСО, тоа е срцето на 400 киловолтниот енергетски систем во државата, тоа е трафостаницата Дуброво, која што се наоѓа во близината на Неготино и која што е клучна точка на сите интерконективни далеководи во нашата држава.
Јас посакувам успешна имплементација на овој проект и се надевам дека во рамките од 3 години тој ќе биде завршен. Јас во тоа длабоко верувам, знаејќи ја стручноста на кадрите во МЕПСО и истовремено им честитам на новиот менаџерски тим што во така краток рок успеа да направат евалуација и овој проект кој што веќе 2 години чека на имплементација да го на некој начин одглават и почнат да практично се имплементира во реалноста. Ви благодарам на сите учесници и ви посакувам среќна реализација. Ги поканувам да го потпишат договорот генералниот директор на МЕПСО Сашо Василевски и представникот на Сименс и Сискон Срдан Срдановиќ.